Trpeza sveti, kupi v božično drvce, sila i moj kliveti. ti vok januarski, dan radosti sreća toči. Na Hristos roden den, praznik za oči. Na Hristos roden den, praznik za oči. Sega mirno tečete vodi, vistina je, Hristos se rodi. Lunje glasno zapete, Hristos se rodi. Sega mirno tečete vodi, vistina je, Hristos se rodi. Lunje glasno zapete, Hristos se rodi. Sedmo januarski den, Crkovni zvona sluša, drvce božićnjo vraka, spokojno sretna duša. ti vok januarski den, radosti sreća toči. Na Hristos roden den, praznik za oči. Na Hristos roden den, praznik za oči. Sega mirno tečete vodi, vistina je, Hristos se rodi. Lunje glasno zapete, Hristos se rodi. Sega mirno tečete vodi, vistina je. Tradicionalno ova godina je, znači deca bez roditelji, deca su posebni potrebi, dецата на загиналите на заедничка трпеза и ќе го прославиме Христовото раѓање. Што сакате да постигнете со овој месечни юбилеен божичен бюџет? Значи, се надевам дека традицијата ќе продолжи понатаму и овој ден е можда значаен за нас и за сите овие дечиња. Радоста е преголема. Локалната самоуправа заедно со Македонската православна црква во организација на детската амбасада сите деца од светот, 10 деца од цела Македонија во различни рандеви категории. Во оваа прилика на сите православни. Најголема радост е за децата и токму бидејќи се наоѓаме денес во Крстов палас, каде што се организира овој ручек за детската амбасада.
Svedoci ovih događanja, darovi da prinesa dostojni. Sveci presvet Gospodi, da se poklonam na Gospoda, bo peštera rovodenio. Sveci presvet Gospodi. Slušna i roza nastano, celio se potrese zlomio. Sveci presvet Gospodi, baka velina sveštenici te, koji mu služat na Gospoda. Sveci presvet Gospodi, kažete mi mudri učitelji, kada treba onda se rodi. Sveci presvet Gospodi. Sveci presvet Gospodi. Sveta tvar se radува, торжествува и се весели. Свеци пресвет Господи. Svetlina na svetog mu zasvetli, i ti evo mrak i osvetli. Sveci presvet Gospodi, sile na Hrista da mu peme, on zaradi nas evo ploti. Sveci presvet Gospodi. Odevo majko Vladičice, spasi ti hristijanite. Sveci presvet Gospodi. Praznik na снежни речине и веселие, елки и подаръци, снег и чистота. Празникът на Христовото рождество. Това се случило пред 2000 години. Страшни работи се случвали тогаш на земята. Силните римски войски покорили много земли, а и между них и земята юдейска. И решил римският император да дознае колко в тази земя има поданици, кой колко води има и кой от них може да биде войник. И затова наредил да се направи попис на народът и всеки да оди в градът, къде ще е роден. Към своят роден град Вифлеем тръгнали праведен Йосиф със светата Заванария. Много народ бил събран тогаш в Вифлеем. И изморените пътници никъде не можели да найдат сместуване за себе. Накрая тие се сместили в пещера, къде пастирите ги чували овците. Настъпила студена зимска нощ, месечина и високи звезди, наоколо била тишина. В това време от Дева Мария се роди младенец. Никой не знаел за това, како цялата земя да била виена в длабок сон. А самопастирите седели покрай мало огнище и се обидували да се стопят. Одеднъж заблескала силна звезда. Пастирите от страх скокнали от земята и видели светъл ангел. Не плашете се, им рекол ангелът. Ви съобщувам голема радост.
која ќе биде за сите луѓе. Зашто во овој час ми се роди Спасител, кој е Христос Господ. Еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасни. Во тој момент со ангелот се јавили многобројни небесни воинства, кои го славеле Господа. Ангелите се воздигнале на небесата, а пастирите тргнале кон Витлеем и на тоа место повторно станало темно. И тогаш засветила на исток голема светла звезда. Први тоа го забележале тројцата мудреци од исток. Одамна тие прочитале во пророчките книги за тоа дека треба да се роди Спасител на светот. И ако ја виделе новата звезда, разбрали дека древното предскажување се исполнува и решиле да тргнат по неја. Звездата како жива се движела по небото и го покажувала тато. И ги довела до Витлеем и застанала на тоа место, каде што бил младенецот Христос. Радосни мудреците влегле внатре, паднале пред младенецот и му се поклониле. А потоа му принеле како дар скъпоцени богатства, злато, ливен и смирно. Тивка јануарска ној, Na istok звезда свети, купив божично дрвце, сила и мој клевети. тивок јануарски ден радости среќа точи. Na Hristos roden den, praznik za oči. Na Hristos roden den, praznik za oči. Сега mirno tečete vodi, vistina je, Hristos se rodi. Luđe glasno zapejte, Hristos se rodi. Сега mirno tečete vodi, vistina je, Hristos se rodi. Luđe glasno zapejte, Hristos se rodi. Sedmo januarski den, Crkovni zvona sluša, drvce božiknjo vraka, spokoj vo sreknja duša. tivok januarski den radosti sreća toči. Na Hristos roden den, praznik za oči. Na Hristos roden den, praznik za oči. Сега mirno tečete vodi, vistina je, Hristos se rodi. Luđe glasno zapejte, Hristos se rodi. Сега mirno tečete vodi, vistina je, Hristos se rodi. Luđe glasno zapejte, Hristos se rodi. Luđe glasno zapejte, Hristos se rodi. Што љубов немам, ќе бидам звоно што звони и пенгај што звечи. Ваше високо
Високопреосвещенство, митрополит Преспанско-Пелагонийски, администратор австралийски и новозеландски, господин Петар, Ваша ексцеленция на најмагиот прилеп, господине Маријан Истински, почитуван наш гостин, оваде Першпет од Скопје, господине Сашо Котески, почитувани пријатели и пригрижници на децата, драги деца, почитувани новинари и представници на медиумите, дами и господо, добар ден и добре дојдовте на овој юбилеен 10-ти поред Божиќен ручек. Од името на детската амбасада за сите деца во светот, како и од мое лично име, ќе ви посакам добре дојдовте со христијанскиот поздрав Христос се роди. Денес со нас е и незината екселенција, дека амбасадорот за сите деца во светот, Ирана Неделковска, ја повикувам да ве поздрави. Повелете, Ваша екселенција. Ваше високо преосвещенство, почитуван градоначалник, почитуван извршен директор на детската амбасада за сите деца во светот, драги деца, почитувани гости, дами и господи. Честа е моја што оваа година ви се обраќам од оваа говорница, благодарение на митрополитот Петар, градоначалникот Маријан Ристески и нашите и ваши искрени пријатели. Навистина учествувам и знам колку се макотрпни подготовките на Божикниот ручек, но чувствувам со сите вас колку силна е љубовта што е флуид овдека во просторот во оваа сала, славејќи го Христовото раѓање, раѓањето на Исус Христос. Веруваме во овие наши пријатели и искрено очекуваме дека за оваа радост и во годините кои следат ќе бидат наши искрени пријатели и несебично ќе ја поддржуваат организацијата на Божикниот ручек. Не има различни, големи и мали, машки и женски, христијани, муслимани. Но денес сете на оваа трпеза сме сите исто, под истото небо, со истото сонце и истиот убав снег невели. Денес сме деца кои празнуваат. Сите се. Како дете амбасадор на детската амбасада за сите деца во светот, моја е честа да ви посакам убави мигови, да се сакаме и да се дружиме, и да издржиме во заедничките напори за еднаквоста помеѓу децата. Одека сме налик на македонското општество и нашите пораки се силен сигнал за нашите намери. Ви посакувам убави мигови во новата година. Христос се роди. Ја повикувам извршниот директор на детската амбасада за сите деца во светот, господја Александра Северковска Стојановски, да ги пренесе искрените поздрави од името на организаторот до сите драги пријатели, добродојдени на оваа семејна детска трпеза. Ваше високо преосвещенство, митрополит Преспанско-Пелагонийски, администратор австралиско и новозеландски, господин Петар, Ваша екселенција Јана Неделковска, почитуван градоначалник на убавиот прилеп, господин Маријан Ристески, пријатели на детската амбасада, деца наши најмили, дами и господа, со посебна чест на овој юбилеен 10-ти Божиќен ручек, го поздравувам почитуваниот представник на АД Фершпет од Скопје, господинот Сашо Котески, добитници на престижното признание Орден за носител на мирот. Во знак на вашиот неприкосновен придонес за почетоците на оваа прекрасна манифестација, Божиќен ручек за 500 деца од целата територија на Република Македонија во прекрасниот хотел Александар Палас во Скопје. Денес, како и претходните 9 години, следејќи оваа традиција, која веруваме дека ќе остане како наследство и на нашите поколенија, славејќи го Христа Спасителот, денес сме тука како една слика на нашето општество, деца од сите целни групи,
од сите краеви на Република Македонија, па ова е еден јасен сигнал за сите пастири на нашето општество дека ова е нашата држава. Обединета, каде сите сме заедно, од сите застапени верски заедници, со повеќе говорни мајчини јазици, од едно небо за сите деца. Ова е ден кога покажуваме дека ние сме заедно и секогаш знаеме да се почитуваме и да имаме прекрасен соживот како игнина за нашата држава. Драги најмили деца, почитувани дами и господа, во оваа прилика моја е честа да пренесам искрени поздрави до сите овде присутни и сите пред малите екрани од нејзината екселенција, амбасадорот на детската амбасада за сите деца во светот, господја Гордана Нацева, и од човекот кој на сите многу ни достига, генералниот секретар, господинот Дамјан Стојановски. Како и во името на детската амбасада за сите деца во светот, ги пренесувам честитките за среќна, весела, исполнета со љубов, мир и благосостојба новата 2016 година, како и честитките по повод Христовото раѓање, денешниот голем ден, Божик. Пред да го повикаме дедо Владика, дедо Петар, да ја благослови скромната трпеза, да го благослови овој Божикен ручек, го поканувам градоначалникот на општина Прилеп, господинот Маријан Естески, да не поздрави, пренесувајќи му ја благодарноста што сите овие години се дружи со нас. Ќе бидам многу краток. Почитувам дедо Владика, почитувани представници на Македонската православна црква, Ваша екселенција, амбасадор на детската амбасада, Неделковска, почитувани представници на Першпет и пред се почитувани организатори на детската амбасада за сите деца во светот, почитувани присутни родители, почитувани дечиња. Често и задоволство денеска јубилејното 10-ти пат да се организира овој Божикен ручек и одетен традиционално во Кристал Палас, да се заблагодарам на поддршката од сите, на бизнис секторот, локалната самоуправа и понатаму ќе биде еден од најбитните партнери во организирањето на овој Божикен ручек и се надевам дека со ова прибелесуваме на вистина да го воздигнеме на едно повисоко ниво овој најголем христијански празник и да се почитуваме сите еднакви. Сите сме еднакви во свет и треба да се почитуваме, да и посакам многу здраве, среќа, радост, успех и на личен и на професионален план на децата ги посакувам безгрижен живот, да се грижиме што повеќе за нив, да го земат овој прав пат по кој што понатаму треба да се движат, да учат, да ги слушаат родителите, учителите, па нормално и бабите и дедовците. Уште еднаш голем поздрав, среќни празници, Христос се роди, на вистина се роди. А сега го поканувам неговото високо преосвещенство, митрополитот Преспанско-Пелагониски, господин Петар, да го благослови ручекот. Ве замолувам за тишина. Да станеме си. Да станеме си. Azul.
Благослови го јадењето и пиењето на Твоите чеда и умножи го во овој дом, овој град, нашата татковина Македонија и целиот свет, зашто све си, сега и секогаш, и во веки веков. Aj kajme zajedno na fotka, evo meni. Dobar dan. Predi se da je čestitam 10-годишниот юбилей од постојањето од работата и понатам да продолжите со овој интензитет на работа. Голема благодарност од мојата компанија која работа и од моје лично име за доделувањето на оваа прекрасна награда. Наша е честа да се заблагодариме на миролюбивиот човек кој никогаш не ги заборава децата од детската амбасада и кој ни ја благословува во житната трпеза на овој прекрасен ден, па го повикувам неговото високо преосвещенство, господин Петар, да ја прими плакетата пријател на децата. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Мили наши чеда, деца на детската амбасада, сите деца во светот, при оваа прилика поздравувајќи да најнапред вас, потоа луѓето кои се за главната маса, тука е градоначалникот на град Прилеп, како што Марјан Ристински, како што секогаш се вели, засега еден од најзаслужните градоначалници во Македонија. Прилеп го направи од едно градче, еден град што беше на залезот, ама сега е европски град. Браво! Това е за градоначалникот. Исто така, ја поздравуваме
директорката извршна на детската амбасада госпоѓата Александра Северковска-Стојановска, потоа детскиот амбасадор, односно амбасадорот двете, Јана Неделковска, која се обрати со прекрасни зборови и навистина една прекрасна личност, навистина која заслужува внимание да биде детски амбасадор на ова детска амбасада. Го поздравуваме исто така присуството на добитникот на наградата, представникот на организацијата АД Першпет, кој е оваа година добитник на оваа хуманитарна награда, господинот Сашо Котевски. И сите вас присутни, браќа и сестри, заедно со дечињата. Божике Исто да му се повторно да го дарува со дарови Злато Милан и Сливна, кои ги представува сите луѓе од целиот свет. Во тоа време, Тројцата му на самиот Бог кој стана дете е жртвата положена за Христа нашиот Спасител, сведоштвото на 14.000 деца, кои ни обманене с Христос нашиот Спасител. Ете, браќа и сестри, при Христовото раѓање прилично го посведочија Бога со своите животи, тоа беа тие 4. По повод нашата новогодишна соработа и приодот кон традиционалното пријателство, го поканувам директорот од Интернационалниот детски музички фестивал Звездички, господин Маријан Катаровски, да ја прими плакетата пријател на децата. Вие сте заслужен, вие сте пријател на многу деца. Еве, ова е од нас. Нашето пријателство продолжува понатаму. И ние доаѓаме на Звездички. Може вака. Како сакате? За честа што ми го кажате, сакам да кажам само дека ова плакета ја заслужува Интернационалниот детски музички фестивал Звездички, односно сите негови учесници од Македонија и целиот свет во текот на 15 години. 15 години Македонија е член од уставното име на Светската асоциација на фестивали, каде што благодарение на овој фестивал ни стигна Македонија. Благодарение на фестивалот, многу деца од Македонија официјално ја представуваат земјата на најголемите фестивали на светот, од каде што се вратија со победи. Уште еднаш благодарност, работата продолжува и особено ми е драго што има признание да стигна на ваков приход на детската и христијанство. Во знак на благодарност за сите искажани негова добрина кон нас децата, го поканувам градоначалникот на најважната општина во Република Македонија, општина Прилеп, а тоа е господин Маријан Искрински, да ја прими благодарницата од наше име. До другиот пut. Со надеж дека ова движење ќе води плод на долгогодишна соработа, го поканувам представникот од Охридска банка, АД Скопје, раководител на филијата во Прилеп, господин Димитар Марковски, да ја прими благодарницата од наше име. Се надевам дека ова се премине за традиција.
хубаво се поминувате. Благодарам ви. Ова година за забавата да ни биде божитната трпеза се помисли наши и ваши пријатели од Прилепска пивара АД од Прилеп. За таа цел го поминува представникот на Прилепската пивара АД, господа Дајна Димовска, Митровска да ја прију благодарницата од наше име. Добро да можете да не знаете на веројатно, благодарим наши спонсори. Се надевам убаво си поминувате, да години ќе се знаете причињата да си ги донесете за нови години. По повод нашата долгогодишна соработка, Папенилецката амбасада за сите деца во светот, Internal Trans, Дуело Добри, и големо срце на господинот Неđот го поканувам собственикот, господин Неđот, да ја прими благодарницата од наше име. Благодарим и конечно проекта да не стигнете. Сигурно многу деца ќе ве препознаат низ летните кампови што не возите. Ви благодариме и ние вас. Детската амбасада за сите деца во светот се заблагодарува на Владимир Смоковски, кој несебично даде свој принос во организацијата на овој јубилеј 10 поред Божите ручек. Го поканувам да ја прими благодарницата од наше име. Во знак на благодарност Детската амбасада на вашите и наши любими покровители кои што пројавува овој јубилеј 10 поред Божите ручек и добри благодарници. Овој јубилеј 10 Божите ручек нема да биде поправен без нашите и ваши другарчиња од градскиот детски хор Мај Ангели од Прилеп. За таа цел го поканувам представникот од АРТ-10 продукција од Прилеп, господица Маја Истерска, да ја прими благодарницата од наше име. Благодариме. Секогаш ни сте гости. Да, се надевам. Ова е јубилејна година. Посебна благодарност од страна на Детската амбасада има и за нашиот македонски идол Христијан Тодоровски, кој покрај неговиот ангажман денес на неговиот именден го сподели неговото време за кога се јубилеј 10 Божите ручек, го поканувам да ја прими благодарницата од наше име. Ние да донесем да, повели? Да, знам. Голема благодарност и Адриан Калоид од Скопје, Бојан Стил од Бојан, Живо од Скубица, Марковски клуб 37 од Скуда, Ротари клуб од Битола, Медија Прит Македонија од Скопје, Сити Медија од Прилеп, Акцент Медија од Скопје, Алфа телевизија од Скопје, Наша телевизија од Скопје, веб порталите Репортер Плюс и Инфо 10 без 10 кои оваа година несебично споделија радост со нас, но обврските не му дозволија да се дружат со нас оваа година. Детската амбасада за сите деца во светот во знак на благодарност му доделува благодарници. Никогаш нема да можам против срцево да се борам, кога знам
Neka nema da go pobedam, ne nikogаш nema i ne sakam da se predadam koga sakjam, kolku jaz sum se borel za nas. Nema ništo da me sopre, do tebe peški jaz bi odeo, samo da te vidim barem ušte jednaš denes. Sada bide sretnja što sam došao pa kaj tebe, da vidiš koliko tvoja ta ljubav podoba nebo. Me greje ko su sam na snegu, sam na snegu. Prašaj me i jaz ker ti kažem koliko ljubavta za site je važna, dobro znam kako je da ostaneš sam. Bo život od tvoja je taka, neko ljubav, a neko i patlac i bez glas na ovaj ladno talkat. Nema ništo da me sopre, do tebe peški jaz bi odeo, samo da te vidim barem ušte jednaš denes. Sada bide sretnja što sam došao pa kaj tebe, da vidiš koliko tvoja ta ljubav podoba nebo. Me greje ko su sam na snegu, sam na snegu. Samo da te vidim barem ušte jednaš denes. Sada bide sretnja što sam došao pa kaj tebe, da vidiš koliko tvoja ta ljubav podoba nebo. Me greje ko su sam na snegu, sam na snegu. Na snegu.